Океј, Јако, нема веќе луѓе во waiting room, кој да влезе нема да добро. испушти ништо, се приклучуваат уште неколку. Може да започнеме. Ајде. Прво, добро вечер, дечки. Мило ми е што ве гледам во волкав број. Вечерова, без да дам премногу информации, само ќе ви кажам дека ве очекуваат многу интересни 60 на минути. Вечерва со нас е Иван Дургутовски, кој е инструктор и програмски координатор на Академијата за графички дизајн. Ги предава модулите за методологија и историја на дизајн. Ќе признавам еден од поинтересните луѓе кои што ги имам запознаено оваа година, но пред се врвен дизајнер. Без да должам, ќе му ја предадам цената на Иван. Иван, повели. Thank you, фала Вилјам. Здраво на сите. Јас сум Иван. Вилјам даде многу кратко интро. Дел сум од Brainster заедницата. Работам на програмскиот дел на Академијата за графички дизајн. Паралелно сум и инструктор. Уживам во секој момент од мојата работа помината таму, со студенти уживам во секој момент поминат во она кое го правам. Има и тешки моменти, не дека нема, тоа е тоа, но мислам дека главната работа е да упорно да туркаме и да туркаме напред. Се надевам дека денес ќе имаме интересно дружење, колку што ќе биде експериментално за вас, ќе биде и за мене, бидејќи овај вебинар се вика, нели, го нарековме Design Kitchen, буквално сум во кујна, така да ќе пробам да го представам дизајнот преку призмата на готвењето во кујна или правењето на леп. Тоа има некоја позадинска приказна, ќе се запознаеме нели со тоа, што е дизајн, колку е важен, колку е значаен дел од нашите животи денес, како функционираме заедно со дизајнот, каде може да не однесе и така натаму. За почеток, мој столтикам како во кулинарско шоу, јас сум тука спремен, ќе правам леп, бидејќи лебот е една основна намирница која има секое домаќинство. Во принцип, нешто, нели, од кое живееме и преживуваме заедно со лебот, се прави од многу едноставни намирници. Она кое сакам да го потенцирам во овој процес е всушност како дизајнот функционира. Од аспект на нели, на комбинирање на искуства и алатки, го имаме тука моментот на правење на леп, кој всушност ќе го представи тој процес на создавање на еден дизајнер или создавање на еден дизајн. Сите можеме да си дозволиме, нели, брашно, вода и сол, и тоа е многу едноставна постапка, но финтата е како ќе го направиме тоа и на кој начин ќе го изведеме тој процес, за да видиме што ќе добиеме на крајот. Дали ја гледаме сте презентацијата? Да, ова ми се моите интро слайдови. Ќе ве водам из мојата презентација, ќе ја градам мојата презентација заедно со вас. Она кое сакам да потенцирам уште на самиот старт е дека можете во било кој момент да пишувате, да прашувате нешто, може да ме прекинувате слободно, бидејќи мојата работа во голем дел се базира на тие прекинувања во работа. Секој прекин е здрав и секој прекин е супер момент за да не однесе на некое ново место. Имено дизајнот во основа е дисциплина која не се врзува толку само со графичкиот излезен момент, нели, како ауткам, него дизајнот е начин на живот, дизајнот е процес, дизајнот е форма на размислување и дизајнот е всушност решавање на еден проблем. Така да сето она со кое се соочуваме во дизајнот е всушност проблем и ние сме тука да го решиме тоа. Океј. Дел први, леп. Нели, ситуацијата која не снајде
пред година дена, точно, ги промени нашите животи, го промени текот, го промени начинот на функционирање. Од една страна, од друга страна убрза многу процеси кои требаше да се случат, беа на самиот раб, about to happen, сега ќе се случи, после ќе се случи, на крајот се случија преку вечер. За некои луѓе беа тоа драстични промени, за нас, дизајнерите кои функционираме онлайн, поголем дел од нашиот живот беше првично супер, потоа почна да не пукаат мали критички по дома, нашите домови стана канцеларии, стана простори за дружење. Еве, аз конкретно баш тоа го зборувавме со Вилијам и Весна пред да започнеме. Цитирав супер и во еден момент почнав да се будам, да се облекувам како за на работа и да доаѓам во кујна. Кујната ми стана канцеларија. Така да тука се роди таа љубов со готвење и со дизајнот заедно, генерално. Мислам дека било кој од нас кој има некаков креативен импулс, има безброј начини тоа да го реализира и да го изрази, особено преку графичкиот дизајн, бидејќи зборуваме за визуелна комуникација, односно графички јазик преку кој преку слика се разбираме сите. Океј, супер. 6:12. Јас ревната си ја пуштив на 200 степени, најдов еден рецепт кој е тотално бейзик за леп. Ќе видиме како ќе испадне. Ова е само почетен дел, потоа ќе се префрлам во другиот дел, ќе ја терам презентацијата. Додека го правам левот, ќе тера Age of Aquarius во позадина, од култниот филм Коса, од 70-ти. Мислам дека ова нова преродба, која се случува сега, практично, во 2020 и 2021, многу се поврзува со тој момент, нели Age of Aquarius е всушност, чешмата ми влезе во кадар, добро. Age of Aquarius е периодот кога се случуваат револуции, кога се случуваат нови работи, нови изнајдоци и така натаму. Да се надоврзам на тоа, дизајнот е нешто кое непрекинато расте, ја менува својата форма, се адаптира, продолжува понатаму. На почеток имаше некоја друга форма, нели, зборувам за пред 1 век. Денеска дизајнот е на едно тотално друго ниво, тотално автономно, спремно да оди понатаму, да руши бариери и да ги поврзува дисциплините во едно цело. Така да дизајнот е интердисциплинарна струка во основа. Не зборуваме само за едно нешто, туку за повеќе работи заедно. Age of Aquarius може да почне. William, please. Слушај музика и пробувам да миксам ингредиенти, да видиме што може еден дизајнер да направи во кујна. Крајот. Океј. Колку беше планирано во процесот на месење нова нешто. Инаку, овој процес генерално го врзувам со процесот на креација во дизајнот. Тоа значи дека кога создаваме, нели, ние дизајнерите, не е се толку едноставно. Многу често од нас се бараат работи преку вечер. Во дизајнот тоа се вика проекти за вчера. Ќе ти најават некоја работа и треба да се случи. Треба да го сработиш тоа. Океј, но нели, самиот мисловен процес, самиот процес на создавање бара време. Денес, благодарение на автоматизацијата и на технолошката револуција во која се наоѓаме во моментот, многу работи се олеснет, имаме еден куп ресурси кои ни се достапни, бесплатни и така натаму, платни и слично. Тоа е супер. Труме, да, работам на брашното, фала. Меѓутоа, она кое е најважно во дизајнот е тоа што го правиме да биде автентично и да биде наше.
Така да сето она кое постои онлайн и кое може да ни заврши работа за 5 минути, како што јас се вркам со ова тесто во моментот, има краток рок на траење и на крајот на денот не е мое. Така да, она кое сакам да го потенцирам тука е секоја една работа која ќе ја направим, макар да биде и најмал чекор, ако биде тоа авторско и комплетно наше, ќе има друга тежина. Така да во принцип треба да се биде свој. Исто уште една лекција која не научи карантинот, нели, да се грижиме повеќе за себе, да се осврнеме кон себе и кон луѓето околу нас, да бидеме поемпатични. Сите оние страшно. Сите оние работи кои дизајнерските принципи ги налагаат всушност, се случуваат сега. Вака или така. Работам со брашно на мауспадот, мислам дека супер функционира. Добро. Океј, значи ова нешто аз го завршив, вака или така, да видиме колку тоа basic нешто ќе биде супер. Сега тука ако сакам да ставам некои додатоци, ако ги, нели, ги споредам со готови ресурси, може да ставам било шо во ова тесто, може да го ставам и самиот тањер да влезе во тавчето и да кажам дека сум искористил некој ресурс онлайн, дека ќе ми заврши работа во моментот. Може ќе заврши, но ќе видиме на крајот што ќе се случи кога ќе го извадам ова. Добро, супер. Океј. Страшно. Ајде ќе видиме. Океј. Фала на трпението. Одиме со презентација. By the way, презентацијата која ќе ја терам сега исто така недовршена, бидејќи ќе ја работам во моментот додека комуницираме заедно. Мислам дека е супер момент да видите како оди дизајнот позади стена. Еден шамански момент, дај ми знаење, левот ќе го направам сам. Супер. Значи, она кое го прави еден дизајнер е всушност енергијата која поседува, начинот на кој работи и се изразува и секако начинот на кој ги перцепира и ги гледа нештата. Многу важна работа во визуелните уметности, дизајнот и така натаму е начинот на кој перцепираме, но и начинот на кој истражуваме. Истражувањето како процес, имено тоа е главен дел од мојот модул методологија на дизајн, е всушност основа на сето на кое следува понатаму. Секој мисловен процес, секој креативен процес е процес кој трае и кој треба да одлежи, исто како тестото кој јас не го одлежав. Сега ќе видиме што ќе испадне на крајот. Така да на секоја една работа му треба подлога. Дизајнот во принцип е user friendly, особено денес. Денес е супер да се каже дека сум дизајнер. Еве, јас сум сега и вајар во моментот, но не е толку едноставно од другата страна. Се студираме со најразлични мислења, студираме со клиенти, студираме со сами себе, со личниот суд, со начинот на кој ние размислуваме и така натаму. Од друга страна, сме дел од, нели, од социјални мрежи и платформи кои упорно не форсираат, не притискаат да создаваме и создаваме. Денес, нели, сето она креативно кое ќе излезе од нас е всушност наречено содржина, контент, ние сме контент creators во 21 век. Од една страна супер, од друга страна
каде оди дизајнот, се наметнува тука прашањето. Така да оваа презентација која ќе ја поминеме сега, всушност ќе биде исто така и реторички прашања од моја страна. Може да наметнувате слободно прашања и да отвориме некоја дискусија и да видиме каде ќе не однесе тоа. Добро. Дизајн, ова е дизајн, мојата презентација е дизајн. И тоа е окей. Мојот софтвер исто. Каде е дизајнот денес? Што правиме денес? Што се случува? Дизајнот во основа е форма на применета уметност. Така се класифицира од самиот почеток. Дизајнот е најпросто кажано занает. Нели? One man show дава огромна можност да се биде самостоен, да се функционира од било каде, особено во вакви ситуации. Се појавуваат еден куп дигитални номади денес. Всушност се судираме со историјата, некои работи се реизмислуваат или се рециклираат на некој начин, па стигнуваме до некоја современа форма на номадизам. Можам да работам од кај сакам, кога сакам. Тоа не значи дека не работам, тоа значи дека работам 24 сати волно и го живеам тоа. Затоа во самата најава имав нагласено дека дизајнот во основа е и начин на живот. Така да тој што ќе се нафати да функционира и да работи со дизајн, треба се едноставно се одредуваш да го правиш тоа. И тоа не се прави со сила, него тоа доаѓа и викаш, окей, тоа е повик, го правам тоа и крај. И тој крај е нов почеток, бидејќи тој крај нема крај. Што се случува денес? Нели? Денес имаме технолошка револуција, технологијата е во полн ек. Она кое треба ние да го направиме е всушност да најдеме начин да ја измоделираме или да формираме таа технологија да не одговара на она кое ние го правиме како дизајнери. Значи, да не постои тој момент, тој страв дека машините ќе не превземат и така натаму, machine will take over, не, него обратно, ние сме тие кои треба да го водиме тој процес на креација. Нели? Еве тука на муабетот, дизајнот е во основа процес. Тук имам еден супер квот кој вика we get to play and imagine whatever we want and make patterns and ask questions about them. Значи, правиме што сакаме и поставуваме прашања, но како ги одговараме тие прашања? Така да наметнувам прашање во прашање. Како ги одговараме прашањата кои ги креираме самите? Тоа е всушност дизајнот во својата основа. Имаме проблем и сакаме да го решиме. Дизајнот во основа се решава етапно, нели? Методолошки, има постапки, има начини на кои се решава еден проблем. Секогаш постои процесот на истражување и тоа е тука супер хаос, па потоа имаме концепт, каде што полека ни се прочистува таа линија, затоа и тука визуелно е така прикажано. На крај добиваме дизајн. Сега, кој е муабетот тука? Муабетот е дека дизајнот не застанува тука, со flat line, него продолжува и продолжува пак, бидејќи она ние што го создаваме, всушност, го правиме за луѓе. Така да, human first, човекот секогаш е на прво место, потоа е дизајнерот. Кога ќе стигнеме до реализација на една идеја која ни е во глава, доаѓаме до момент кога таа идеја треба да се судри со илјадници луѓе кои треба да исперцепираат таа порака, да ја разберат и да имаме фидбек од тоа. Затоа оваа крива повторно од права се претвара во крива. Така да тој е еден процес кој трае и трае. Дизајнот е непрекината размена на информации и искуства. Она кое го прави дизајнот специфичен е начинот на кој комуницираме, графичкиот јазик.
Но исто така тоа подлежи на многу влијанија од страна, влијанија од политичка, социокултурна сцена и така натаму. Многу работи се тука во игра. Ние сме тука да ги споиме сте работи во едно и да искомуницираме со луѓето. За разлика од периодот кога јас бев на почеток на својата дизајн кариера, до денес има масивна промена во целокупната ситуација. Имено зборувајќи за начинот на кој луѓето ги перцепираат информациите, начинот на кој се презентираат информациите од наша страна кон нив, тоа се вика графичка писменост. Дизајнот денес е всушност интегриран дел од секојдневието. Тоа значи дека со самиот процес на автоматизација многу работи кои порано требало да се убиеме од работа за да ги реализираме како една ваква презентација, денес се решаваат со еден клик. Сега, каде е дизајнерот тука? Што се случува? Тоа е прашањето кое се наметнува. Како постојат апликации кои ќе ни го решат проблемот, што ќе правам јас како дизајнер? Што ќе правам јас како дизајнер? Ќе одам понатаму, ќе креирам нешто ново, ќе направам исчекор во она кое сум го постигнал до некој степен. Бидејќи секоја една работа постепено се гради, стигнува до некој праг и нормално е да одиме понатаму, да продолжиме нагоре. Всушност, ова се случува денес, значи имаме дизајн, наука, технологија, уметност. Во самата најава беше нагласено тоа баш дека се наоѓаме на еден пресек помеѓу овие работи. Што значи тоа? Ако јас добијам повик или ако добијам некој проект или ако добијам соработка со некој клиент, јас треба да видам каде сум јас, каде е клиентот, каде е човекот за кого создаваме и да го адаптирам мојот процес на креирање и размислување према потребите на оној за кој го создавам. Тоа значи дека некогаш дизајнот, се тоа е дизајн, може да влече повеќе на кај технологија, некогаш може да има уметничка нота, некогаш може да биде тотално scientific, некогаш ќе биде само флет и дизајнерски директно прикажано. Така да во контекст на она на кое го работиме, се модифицираме. Затоа постојат овие најразлични варијанти. Ова замислете го како еден жив организам кој функционира. Точно така функционира и дизајнот и мозокот на дизајнерот. Алгоритмот може да биде твој пријател. Ја се поставува прашањето. Дали стварно алгоритм може да не биде пријател, она со кое што се соочуваме денес, особено на социјалните мрежи, медиуми и платформи, е начинот на кој што се пласира контент и начинот на кој функционираат тие програми. Тоа го кажав на самиот почеток на презентацијата. Тие алгоритми или начинот на кој тие машини функционираат се направени да некојаш не исцедат буквално до степен да немаме веќе креативна енергија да работиме. Но од друга страна, дизајнерот е неуморен и упорно продолжува да бара нови начини да се изрази и да функционира. Така да затоа и се случува тој момент на опаѓање на функционирање на социјалните платформи. Дали може алгоритмот да им биде пријател? Да, се додека можам да функционирам автономно. Нели? Во поглед на дизајнот денес, дизајнот кој го познаваме до сега е дизајн поврзан со медиумите, претежно со телевизија, особено за генерациите 80-90 до 2000-ти. Јас сум конкретно дете израснато со таа топ-шоп реторика, со Джери Спрингер, со драми по телевизии,
луѓе паѓаат, кршат нозе, по една минута се окей, се живи, слабееме 5 сантиметри за 10 секунди, ми се исправува кичмата и сличноста, тоа е топ-шоп реторика. За разлика од денес имаме искреност. Тоа значи како што дизајнот еволуира во својата форма, така еволуира и начинот на кој луѓето го прецепираат дизајнот, односно публиката, за која ние работиме и се трудиме да направиме best of the best. Тоа значи дека тој искрен пристап ќе ни донесе многу поголем плюс отколку некои такви фейк моменти на комуникација со публика. Тоа значи дека кога јас го продавам ова, ќе кажам конкретно дека е K2O и ќе стои тука и дека нема мирис и дека нема вкус, дека е тоа вода и пријатно. Кој сака да си го купи, деци. Така да, како што, нели, луѓето исто така си градат еден свој естетски суд за тоа, условно кажано, што е убаво или како треба да изгледа едно нешто. Ние како државче и генерално во поглед на дизајнот имаме и добри работи, имаме и лоши работи. Периодот на 90-ти, кога се појавуваат компјутерите за прв пат во дизајн индустријата, тоа е период на комплетно експериментирање со компјутерот како алатка, логично. Тогаш дешаваат тие хаварии со различни типографии, разлекување на фонтови, се појавуваат котелец, такви некои моменти и слично. Меѓутоа, постепено се прочистува сето тоа. Она за кое се бореа сте дизајнери, за работите да бидат убаво спакувани, се случува денес. Денес многу е мала е шансата, да налеташ на некој дизајн кој не е добро спакуван. Тоа значи дека тој процес на автоматизација има своји предности. Она кои дизајнерите за почеток го поставиле како една цел, да ги решиме луѓето, да направиме се, да изгледа фино, е веќе постигнат. Затоа се појави еден куп сајтчиња како Canva, се појавија моменти како FreePic, места каде што може, нели, бесплатно да симнуваме ресурси, готови дизајни и слично. Но тука се наметнува една нова работа. Каде одиме ние сега тука? Што го постигнавме? Супер. Се појавуваат различни моменти, се појавуваат реклами за апликации дека не им требаат неки дизајнери. Нели? А тие се апликации направени од дизајнери. Така да, каде одиме ние тука? Ние одиме едно ниво погоре од тоа. Почнуваме да работиме конкретно во полза на човекот, односно на граѓанинот или на нетизенот. Денес се водиме по мали победи, бидејќи се работи за еден огромен пазар на труд. Михаела, нема да ги измијам, пошто тие ми се некако комплетен дел, кога ќе го извадам левот, ќе видиме што се случува. Thank you. Да, одиме на мали победи. Всушност, правејќи мала промена во она кое сакаме да го креираме, може да направи поголем импакт понатаму, така да нема потреба да се водиме по големата слика, него може да почнеме од нешто многу малечко. Ќе направам една мала промена, ќе направам едно лого, ќе направам една приказна позади тоа. Тоа ќе го промени мислењето на 100 луѓе, тие 100 луѓе ќе го пренесат тоа на уште 200 луѓе, на уште 800 луѓе и така натаму. Така да, small victories е решението денес. Денес повторно се собираме во својата школка, се враќаме назад и почнуваме да функционираме најбейзик. Така да се раѓа повторно се активира повторно таа колективна свест. Имаме гледач, имаме корисник, тоа е прво поставено, тоа беше нешто кое функционираше на онлайн платформите. Денес можам да изберам, нели, дали ќе бидам само гледач, ќе бидам пасивен, ќе бидам корисник, исто така сум пасивен гледач, но дизајнерот е оној кој треба да биде активната компонента во оваа игра. Значи, треба да бидам вклучен во сите процеси кои се случуваат. Тука имаме будење, имаме автономија,
комплетна самостојност, но и автономија во поглед на начинот на кој што создаваме. Значи, јас ако автономно создавам, тоа значи дека она кое го правам ми припаѓа мене и можам да го доделам на она кое се одлучам јас да го доделам. Инклузија или вклученост, да бидам активен дел од општествените случувања, да реагирам на проблеми, да креирам подобри решенија, да креирам нови вредности, да креирам нови алатки, бидејќи на крајот на денот најбитната алатка во дизајнот е всушност самиот дизајнер. Емпатија, важен момент, морам да сочувствувам со оној за кого работам, сам себе си во во чевлите на оној за кој што создавам јас, за прво да го искусам моментот, да видам за кого работам и што треба всушност да направам. Во поглед на софтвер, тоа кај нас на Академија супер си проаѓа, софтверот е неизбежен дел од процесот на создавање, бидејќи е една форма на алатка, но не е крајната алатка. Крајната алатка сме всушност ние. Така да софтверите ќе се менуваат, ние остануваме и ние сме тие кои треба да одиме level up, за да може да се носиме со тоа. Кога ќе совладаме софтвер доволно, доаѓа моментот кога сакаме да направиме нешто повеќе од тоа. Тогаш почнуваме да создаваме всушност. Еве, Трипик ви е пријател, Canva исто така ви е пријател. Немам ништо против Трипик и Canva. Еве, дури сега ќе пробам да креирам една презентација на Canva Live. Yes. Одлично. Значи, имаме презентација, видео, Instagram пост, Facebook пост, постер, лого, итн. Добро. Имаме типови на презентации. Сакам education, сакам едноставна презентација, сакам настани, сакам brainstorming, маркетинг и така натаму. Ќе одиме тука. Еве Visual Arts. Избирам. Имам супер типографија, убава поставеност, супер композиција, се функционира. Браво, Canva. Дојдете кај нас. Да, овој начин е супер. Многу лесен начин со еден клик да решиме, еден проблем или нешто како визуелно ќе го презентираме, но муабетот е ова може да го има секој. Тоа значи дека може секој втор човек да има истата презентација и да го искористи истиот колорит и да биде таа иста композиција. Малку се луѓето кои можеби ќе го поместат ова нагоре или надолу. Така да автентичноста во старт се губи. Од Canva изгубив клиент. Yes. Да. Тоа е оној момент кој сакав да го потенцирам. Супер е, овие работи постојат, може да ги користиме, нели? Но не се крајната дестинација. И исто така не треба никој дизајнер да го плаши моментот дека постојат толку бесплатни ресурси, бидејќи кога еден дизајн е направен со бесплатни ресурси или со Canva, се гледа од 5 километри. Јас можам да го препознам, тоа многу ми кажува за еве, ако јас добијам дизајн предлог направен тука, ќе се подразмислам со кого си имам работа. Не дека ова е лошо нешто, него чисто преавтоматизирано е за она кое јас би го очекувал од некој дизајнер. Затоа напоменав дека се работи за занет. Ако работам со занетче, очекувам нешто автентично, не очекувам нешто индустриско или нешто направено во голема количина. Така да сите овие темплети се супер, но
ние сме оние кои треба да ги креираме овие темплеити и да им ги продадеме на Canva, па да заработиме од тоа, ако веќе одиме на таа карта. Има дизајнери кои комплетно својата кариера ја посветуваат на креирање на сток моменти, односно нели, дизајн на елементи, на презентации и слично, кои се наменети за широка потрошувачка. Неминовно е дека ова е дел од тој биг бизнес и тоа е окей, но ние нема да бидеме тие кои ги користиме овие работи. Поздрав од Topshop назад. Супер. Topshop ги обожавам инаку начинот на кој ги презентираат своите работи и целата драма во говорот и слично. Окей, бевме до FreePig и Canva. Добро. Ова не се чита, ќе го направиме да не се чита сега. Значи, дизајнот има многу повисока цел, отколку само графичко решавање на проблеми. Тоа значи кога решаваме проблем, визуелниот дел е само сегмент од целото. Она кој го решава проблемот е мисловниот процес. Не случајно во склоп на академијата имаме и модули, конкретно мојот модул и уште неколку други, каде што комплетно сте ослободени од софтвер. Меѓутоа таму се дава акцент на brain power, односно на начинот на кој размислуваме. И тоа се вежба и на тоа се работи на креативно пишување и така натаму. Софтверот е супер и е водечки дел, но исто така не е единствен, не е основен. Така да мора да се направи точен спој на софтвер и хардвер во ситуацијава кој сме ние, за да добиеме еден комплетен производ на крај. Cyber за нечи сме денес, има еден куп платформи за за фриленс, еден куп моменти каде што може да функционираме сами, дали ќе не бусте некој пријател или ќе не препорача некој. Не се работи за еден голем пазар, но шансите за сите се подеднакви. Така да кој колку ќе се вложи, толку ќе се добие на крајот. Еве еден. Поздрав. Значи, ти си врната алатка. Така да, во принцип, сето на кое го создаваме започнува од нас и завршува кај нас. Нас се прави посрекни, другите ги прави уште повеќе. Не случајно дизајнот и конкретно во ситуацијава многу работни места добија нови титули, работите се менуваат многу брзо, од минута во минута. Буквално, јас тоа само по телефонските апликации кои ги користам, го чувствувам, од ден за ден се менуваат работи, стануваат поедноставни и подостапни. Тоа е работа на дизајнери. Па го имаме, нели, прво е човекот или граѓанинот, потоа е дизајнерот. Денес имаме и на кирилица напишав, супер. Денес имаме нетизен или граѓанин на виртуелниот простор или интернетот. Тоа е прв. Така да сето на кое го правиме е во корист на човекот. Во основа, да се биде нетизен, значи да се има разбирање и и да се чувствува со сите луѓе кои се на мрежа, не само со оние кои се околу нас или кои се во нашето окружување, него да се работи на една многу поголема слика. И тоа е
една од нашите цели, начинот на кој размислуваме да биде глобално ориентиран. Автоматизација, многу работи се поедноставени, супер, одлично, тоа го споменавме веќе, се правија готови работи, супер, ми одговара. Ова се скриншот од реклами кои конкретно ми излегуваат на Инстаграм секој втор ден, може би бидејќи проаѓам некои 2-3 секунди во анализа на контент. Значи имаме take content to the next level, no designers needed, не ви треба дизајнери, ви треба само една апликација. Сега, прашањето е која создава таа апликација. Значи, дизајнери ја прават апликацијата и ти викаат не ни треба дизајнери. Супер, тоа е супер selling point и многу луѓе ќе се дрзнат ќе го направат тоа и на крајот ќе видат дека се само едни од многуте кои го имаат еден шаблон на изразување или еден визуелен идентитет кој го имаат еден куп други, потоа на крајот повторно завршуваат на дизајнер. Така да на крајот на денот автентичност е она кое ќе не издвои од другите. Како поединци, секој, нели, кога учи дизајн, постепено истражува, се надградува, почнува да твори и гради еден начин на израз. Тоа е како ракописот, во дизајнот секој си има свој печат или стил на графичко изразување и тоа е она кое ќе ве направи да се одвоите од другите. Многу чисто, многу едноставно, без лоуз. Ево дека сме на автоматизација. Направив само еден пример, бидејќи денеска мокапс или макети каде што се прикажуваат дизајните се тотално трендинг. Јас направив концептуален автоматизиран лак за ногти кој ги грицка вашите ногти, автоматизирано додека вие се нервирате, бидејќи денес имаме премногу обврски, немам време и да грицкам ногти, само ќе се нервирам, тие ќе се грицкаат сами. Така да ова е само гриц, премиум грицкаша ногти, автоматизиран до крај. Тоа е супер, но тоа ќе се истроши по тоа што правиме. Потоа повторно ќе треба ние да грицкаме. Така да треба да се размислува за некои работи унапред, да се види како тоа може да се спакува, што може да се постигне, каков импакт имаме генерално како дизајнери кога правиме нешто. Тоа е многу важна работа. И мислам дека само со искреност и најчовечки пристап може да се постигнат многу позитивни резултати во поглед на кое го создавам. Кога создавам нешто, секогаш тргнувам од проблемот, тргнувам и од себе, но и од луѓето кои се околу мене. Така да треба да се биде повеќе човек. Тоа е решението денес. Come join. Ако сакате да готвиме леп, кој сега by the way треба да проверам докај се наоѓа и што се случува, може слободно да не контактирате, а станете, се надевам дека со дел од вас ќе се дружам на академијата. By the way имаме супер кујни во просторот на Brainster. Yes. Па не се вадам, бре. Да, yes. Fall in love with the process, да, точно. Да, моментот кога, кога правиме леп и кога правиме дизајн, всушност стануваме дел од процесот и оставаме дел во финалниот продукт од нас. Така да, логично е дека дизајнерите мотивно се врзуваат со излезната информација, со ауткамот. Не можам туку така да поминам преку нешто кое сум го создал со сета своја енергија, со сета своја емоција. Ле, поздрав. Поз и рекол. Такерот на црвен капа. И рекол, види до кај е левот. Ќе одам да видам што се случува тука, само секунда. Ајде, Иван. Дали слушаме? Добро. Да, екстра. Одлично.
Сега ќе видиш од цигла испадна од ова. Ако пробам да го јадам ова нешто, а па не е стики, што е многу интересно. Добро, значи тоа што го ставив, тоа и го извадив на крајот. Добро, се враќаме назад. Добро. Ова е супер за Инстаграм пост, мојата прва чиабата, ама ова е цигла. Така да ако ова го изедам, најверојатно ќе завршам по клиники, а веќе нема простор. Ова е тој дизајн кој се прави за 5 минути. Ова завршува во канта. Тоа е тоа. Така да, нели, многу е лесно да се само декларираме за работи, но начинот на кој се работи е old school, се знае. Треба работа, работа и работа. Треба да се испотиш, треба да истражуваш и треба да се консултираш со луѓе и тоа е начинот на кој се функционира. Супер. Ова може да си го урамам во животот, пошто колоритов е окей, ако ништо друго, но не е лошо, ама ризично. Иначе на моите часови не печам леп, ама после ова мислам дека и ќе почнам. Чисто за самите студенти ја видат како оди тој момент. Дали имаме прашања? Некои? Come and join. Јас тука привршувам со презентацијата, еве го веќе е 7, како што најавивме. Само да сумирам на крајот, можеби вака делувам експлозивно, јас сум и по дефолт хиперактивна личност и цело време се движам, но дизајнот е нешто кое ќе не спаси сите на крајот на денот, како и да звучи ова, дали е тен драматично или како некој трейлер, но мислам дека ако се работи искрено и со љубов, навистина може да донесе многу промени и да направи многу поубави работи за луѓето околу нас. Бидејќи ние сме тука за луѓето. Така да секоја професија си има своја жртва. Јас мислам дека дизајнерите се луѓе кои се dedicated, нив им е доделена улога да прават убави работи за луѓето. И толку едноставно. Само треба волја и работа. Не ги покажав како се прави лого, ама тоа може да се научи. Покажав како изгледа презентација во софтвер, лайв. Во принцип многу искрено работам кога го терам тоа и на час, може да се види се што функционира. Добро. Па, Филип, да. On point. Добро. Тука завршивме со презентацијата, така? Да. Лебов баш добро ја долови поентата на оној дизајн што го спомна направен за 5 минути versus стварно квалитетниот дизајн. Така да, дечки, go on. Go ahead, пишете ги сите прашања што ги имате во врска со оваа тема. Добро. Еве Марина. Да. Првото прашање од Мартина, кои софтвери ќе ни ги предложите за дизајн? Добро, Марина, хај. Софтвери, нели, 90% од дизајнерите користат Adobe, освен ако не си корисник на таблет. За таблет конкретно има многу повеќе опции во моментот, додека за работа на лаптоп или PC или десктоп се користат најчесто Illustrator, Photoshop, InDesign за склопување, editorial дизајн, така да тие се тоа свето тројство кое го користиме генерално, значи Illustrator, Photoshop, InDesign. Супер
програми стануваат се подобри, се поддржуваат едни со други, може да правиш трансфер од една во друга програма со еден клик, која ќе научиш еден интерфейс како функционира, тоа може да ти послужи потоа да се адаптираш многу брзо на останатите софтвери. Тоа е тоа. Супер. Добро, дали имаме некое друго прашање? Сега не. Еве го од Мартин, само што кажав, кои ти се омилени фонтови за македонски? Омилени фонтови ми се никој, така да обично или ќе најдам латиничен фонт, ќе го адаптирам, како што се вика, типографска адаптација, или ќе земам, ќе исцртам нешто, ќе се снајдам, ќе најдам некој постоечки фонт, можеби ќе модифицирам нешто. Имаме убави фонтови, одредени, но мислам дека треба многу работа во поглед на кириличната типографија кај нас. Многу честа грешка која се прави во типографијата со кирилица е мешање со бугарска кирилица. Тоа се гледа во Т-то и во Д-то. Дури рекламни агенции ги прават тие грешки билборди, така да be careful што правите. Добро. Да, генерално гледам да ја исцртам типографијата која работам. Добро. Одлично, добро. Прашање од Мартин, сите сме искусиле креатив блог. Кои се твоите методи доколку си имал потреба или знаеш да ни ги образложиш за да се излезе од тој блог? Добро прашање. Па, јас со креативен блог се студирам во текот на денот, на дневна база. Тоа е многу индивидуална работа. Креативниот блог е нешто кое и треба да се случува и во одредена доза и е здраво, бидејќи во некој момент мора да прекинеме да бидеме фокусирани само на една работа. Треба да си барате издувен вентил кој ви го решава проблемот. Конкретно кај мене, јас сум човек кој доста голем дел, значаен дел од денот го поминува во работа, работејќи. Така да, ако доживам креативен блок тука, се враќам на некоја друга работа која ми исполнува на друг начин и тогаш ми прави некој релиз за да можам да се вратам на претходната. Така да, јас функционирам old school, неверојатно клинот со клин, не знам како и да оди тоа. Меѓутоа, секој си има начин. Битно е да најдете начин да се опуштите до степен да верувате во себе и да вратите таа самодоверба. Многу често креативниот блок се поврзува со самодоверба и со самокритика. Тоа е супер, но не треба да трае вечно. Така да треба само да туркате напред. Еве ќе истрчам, ќе се фотнам или ќе направам вебинар, ќе направам нешто кое не го правам по дефолт. Или ќе направам нешто кое можеби ми е страв да го направам. Добро, супер. Мартин, се надеваме дека ти го одговоривме прашањето. Коментарот Кристина Иван Царе, amazing, немам што да кажам, да прашам, само сакам да кажам дека беше премногу забавно и едукативно. Ви благодарам на сите. Ти благодариме многу. Monotony kills. Прашање од Стефан, favorite band logo and why? Стефан, сега ме скина, значи треба да барам сега бенд лого. Имаш некој Ова е стварно тешко. Не, јас сум израснат со музика, 90% од времето го проаѓам слушајќи музика. Дури сега на еднава слушалка слушам музика. Така да, дајте ми 10 секунди. Многу ми е тешко прашањето. Што ли ти сигурно не е Металика, ама да. Па не, практично кога се работи за бенд, тоа е фолк бенд од Ресен, не е битно, него битно на кое се трудам да го најдам, не знам дали ќе го најдам. Ајде. Ќе ви шернам скрин. Генерално, прашања поврзани со музика и со вкус се многу варијабилни, бидејќи тоа е некој момент. Сега може да биде едно
Океј, Apex Twin не е бенд, ама е one man show. Човек кој многу прогресивно свира со електронска музика. Ги турка границите на она кое е регуларно до тогаш во UK. Така да ќе го изберам ова за едно од омилени логоа, бидејќи како што е во индустријата, така и нели во музичката индустрија, како што и во адвертајзингот, визуелниот идентитет е она кое ја доловува таа првична слика за она кое го слушаме. Доста е комплицирано да се изработи нешто кое комплетно се спојува со естетиката на звукот. Добро. Favorite дизајн што го имаш направено? Ова е тешко прашање. Дефинитивно. И некој бенд со црвен кавер што си го барал на вајнил, yes, што го имам тука. Добро, Биоритам, yes, добро. Биоритам е класична шаховница. Во позадината на Photoshop, бленкот, Fave дизајн, што го имаш направено. Искрено не знам дали имам омилен дизајн кој го имам направено. Некако секој дизајн кој го работам си има своја тежина и своја приказна. Јас повеќе се врзувам за приказната колку за финалниот дизајн, она кој го зборувавме за процесот на создавање всушност. Така да не можам да подбам кое ми е најомилено, но можеби има некој дизајн кој е поспецифичен од другите. Конкретно мојот студентски дизајн за плакатот, редизајн за плакатот на Clockwork Orange, бидејќи тогаш бев студент, имав околу 19-20, беше студентски проект и на крајот стана дел од изложба во кинотека во Франција, посветена на Стенли Кјубрик. Ме најдоа на Behance луѓето, тогаш беше ептен нова работа Behance, не го користевме како што треба тој детал, но ете, тоа кажува дека ако нели го пласираме својата, ако ја пласираме својата работа, може ќе биде видена страна и може да има резултат импакт. Добро, Crush on You, yes, да, тоа беше исто интересна кампања која се случи тотално спонтано. Се враќав на кај дома, си купив краш чоколадо, бидејќи ме потсеќа на детство. А тогаш беа трендинг тие Keep Calm and бла бла бла, таков формат, и Keep Calm и све се случуваше и викам окей, I have a crush on you, со тоа што краш го заменив само со логото на краш. Дури ме чудеше дека тоа е некоја, тоа беше толку basic работа во моментот, барем за мене, можеби им текрало, можеби не го направиле на време, како и да е, тоа станува вајрал, па ме контактира од таму. Работевме на кампања заедно со нив за Валентин, со љубовни пораки, правевме машини кои принтаат чоколади и така натаму. Многу кјут, многу розево, супер. Кои се добри страни? Нас личи на Behance, се прикачуваме на дизајн. Јас искрено ви препорачувам да се држите до официјалните страни, како Behance, бидејќи шансите таму да бидете видени од страна и да ви сконтактираат луѓе со кои ќе имате реални соработки, може да турнете понатаму, се случуваат на такви места. Бидејќи сега се појавуваат еден куп сајтови кои нудат кои нудат најразлични начини на промовирање на дизајнери и така натаму, но она кое е важно е да се процени каде треба да се вложи трудот. Бидејќи на крајот на денот ние сме луѓе кои работиме и нашиот труд треба да биде вреднуван и verified и тоа се случува на официјалните сајтови. Така да држете се до Behance, пробајте да си го персонализирате Instagram профилот, можеби или да направите посебен профил каде што ќе го користите како портфолио профил, бидејќи денес Instagram веќе станува платформа за презентирање на работа, за разлика од останатите, така да јас дефинитивно би одел на таа карта. LinkedIn, ќе се вратам.
Yes. Тоа се слагам. Тоа е точно. Секоја една работа која правиме го има тој домино ефект, затоа кажав дека малите победи се многу важни, бидејќи една ситница може да однесе до многу други нешта. Сите работи се поврзуваат. Дали LinkedIn е користен и за дизајнери? Да, особено сега. Иако морам да признам дека LinkedIn во еден период стана некој неофицијален дейтинг сајт, но тоа пројде, може би беше фаза. LinkedIn тогаш раснеше, па може би после 18 нешто се смени. Денес да, LinkedIn е супер платформа за професионалци, исто така и за млади луѓе, за луѓе кои бараат работа, нуди опции да се промовирате, да се вмрежите со луѓе од вашата бранша и така натаму. Добро, Upwork исто, да, значи сите тие страници или сите тие платформи кои се поврзани со дизајн се супер. Со тоа што препорачувам, ако се зафатите со една страна, да ја терате таа една страна. Да не пробувате на 20 места да постигнете, бидејќи едноставно нема да постигнете, така да јас од себе тоа од искуство кажувам, ако сакаме 10 работа да ги фатиме, тогаш ќе дадам по 10% на тие 10 места. Треба да бидам 100% на едно. Така да choose wisely. Совети за некој што сака да започне со дизајн? Совет. Нема совет, тоа едноставно почнуваш и нема крај. Така да, ако некој сака да започне со дизајн, нека биде спремен да го живее тоа. Кога се шета со друштво, да ти прават муабет, ти се вртиш и анализираш, тој билборд е лошо залепен, таму типографијата е таква, има лош аутлайн, излогот можеше да биде вака направен и слично. Како и да е, многу убава и многу доблесна работа и ако веќе го имате тој повик во себе, без разлика дали сте правеле нешто претходно, дали сега сте на почеток на избирање на кариера, go for it. Добра. Супер. Горе гледам. Време ти е потребно да направиш дизајни кои се твоите чекори при дизајнирањето. Нели, тоа по принцип оди во зависност од она за кое работам, за кого или како треба да биде направено. Времето на реализација е многу релативно. Кога почнав да работам како дизајнер, ми требаат 2 сати, сега ми требаат 2 минути за да ги решам на некои проблеми или да ги решам некои работи графички, но битен е процесот на размислување. Така да, тој бекграунд процес, ако ти ми даде сега таск или задача, јас ќе кажам, окей, може би нема да допрам софтвер 10 дена, но тоа ќе ми работи во главата и јас константно трошам време и енергија размислувајќи на тоа. И многу често се случува да седнам и во неколку часа да решам некој проблем, ако сум посветил доволно време да размислувам на таа проблематика. За некои работи требаат 20 дена, за некои работи требаат 2 месеци. Така да многу е дискутабилно тоа, како време не постои конкретна временска рамка, но многу е важно да се посветиме на процесот на размислување пред да фатиме алатка во раце. Тоа е делот кој го билдал на целото, приказната. Работа без приказна, без концепт, нема тежина едноставно. Океј, супер. Добро, ќе земем уште прашање 2 и може да привршуваме. Мартин прашува, кои се твоите извори за инспирација период? Јас генерално влечам инспирација од историјата на уметност. Таму влечам инспирацијата најчесто кога работам, дека во конкретните политички и ситуации во културната сфера и така натаму, но историјата е она која ми дава една цврста подлога да видам како некои работи се третирале некогаш и некаде и пробувам да најдам начин да ги рециклирам или да ги реизмислам во контекст на кој се наоѓаме денес, да ги позиционирам во точката каде што се наоѓам сега. Периодов, мене овој период ми е исто како и многу претходни периоди, не го доживеав особено стресно, искрено.
комплетно сум дигитализиран од пред многу повеќе време од пред да се случи ова, така да може би овој период многу повеќе се одморив отколку претходно што сум го направил тоа. Земајќи во предвид дека можам да бидам во домашни услови и да посветам многу повеќе време на себе. Добро, и уште Филип го имаме. Да го може да име со Филип, така. Дали алгоритмот е наш пријател, дали вреди да се поедноставуваат дигиталните патерни, додека за да се достигне истото што го нудиме нашите приватни одлуки или кариери кои се достапни за секого во Big Data мрежата. Кој би бил балансот помеѓу чувството и потребата за приватност и супер алгоритмите? Да, одлично прашање. Дали вреди да се поедностават дигиталните патерни? Од аспект на приватност, во судир со алгоритмите, малце е комплексно тоа како тема за разговор. Поедноставувањето на самиот патерн може да донесе, нели, многу позитивни работи, многу повеќе луѓе се снајдат. Од друга страна, треба да се работи паралелно на дигиталната писменост кај луѓето, за да знаат што прават. Секој е next finish каде ги носи. Ние сме луѓе кои, нели, сме израснале со тоа next finish, не сме читале, но сега веќе секој збор станува сериозен. Секоја една акција која ќе ја превземеме онлайн има ист импакт како и тоа што ни се случува во физичкиот свет. Така да треба да се направи балансот. Ако луѓето навремено се едуцирани во поглед на како хигиенски да ги користат дигиталните платформи, генерално виртуелниот свет, како треба да го прецепират, да функционираат во него, мислам дека нема да има проблем во целата игра. Така да треба баланси од двете страни, не може со едно да се реши тоа. Уште едно прашање има и може тоа или Супер, имавме прекрасна вечер, многу интересна тема и многу јак деливери од Иван, така да ти благодарам, Иван. Thank you, guys. За сите што сакаат да дознаат малце повеќе што се прави на академијата, ќе ви пуштам сега линк во чат. Ако сакате да почнете да се градите како вистински дизајнер, ова што го видовме денес, може да си разгледате, да закажете интервју со координаторот на академијата. Новите групи ни започнуваат на 21 април, имаме уште 4 слободни места, така да кој е заинтересиран, go ahead. Еве ви линк во чат. Би се заблагодарил на сите присутни овде и на Иван. И тоа е тоа. Ако сака Иван нешто да дополни, инаку би го затворил. И јас, искрено ви кажам, имав малку трема, иако не сум човек кој е познат по трема, но ете, многу сум среќен што на крајот завршивме со некоја мини дискусија, некои супер прашања беа поставени. Среќен сум што ми беше разбран часот првично, бидејќи ова беше експерименти за мене лично. Сакам да пробам во една друга форма да го пренесам она кое сакам да го потенцирам. Фала ви на сите за присуство. Ќе одвам 3 секунди на Ана да ја го одговорам уште прашањето, бидејќи само уште едно ни остана. Значи, што е побитно за да се биде дизајнер? Креативност, потешкота и со софтвер, технички и владееш на нито една идеја, нити оригинална. Финтата е да се работи без прекин. Многу често сме се судриле со моменти кога ти е страв, најчесто е тоа имам нешто во глава, но не можам да го извадам или немам идеја. Само со работа ќе стигнеме до решение. Нема да добиеме тоа со чекање, пошто решението нема да ни тропне на врата. Очигледно, така да треба да се работи, да се греши, пак да се проба и тоа е процес кој јас го правам на дневна база. Така да јас денес направив 5 лоши дизајни, но еден ќе биде добар од нив.
Одлично. Добро. Дечки, ако Вечни студенти. има некои Yes. уште прашања што не ги одговоривме, ви пишувам мейл од Весна која е исто тука со нас. Може да ја пишете на нејзи, она ќе ги достави до Иван. Така да, thank you на сите и се гледаме на Академија. Фала, дечки. Океј. Убава вечер. Чао. Убава вечер. Чао, чао.